Кјотекот можеби не излегол од рајот, ама без строгост нема воспитани деца. Секое затворање на очи пред нивните грешки и попуштање или немање време за нивните потреби води во опасност да се создаде не само невоспитана, туку генерација склона кон деликвентност. Самите родители на некој начин го промишуваат овој ред, па во времето кога е за учење им дозволуваат на децата да гледаат телевизија или да играат видеоигри. Ако на некој начин тие му дозволат сега да прави што сака и како сака, утре кога тоа дете ќе порасне и кога ќе не дај Боже стане деликвент, тие родители ќе си ја увидат својата грешка што ја направиле. Динамичниот живот и презафатеноста многу често се причина за игнорирање на децата, но тоа не е единствен проблем. Обидот на многу родители да бидат прелиберални додека децата се мали, често води во погрешна насока. Со оглед на тоа што никога сме растеле во некој построг режим и ни било одредувано ова смееш и ова не смееш да го правиш и не сме смееле дури ни да им се спротивставиме на своите родители, па сега поучени од тоа да јас не смеев ништо да им кажам на нив, ама затоа сега јас на моето дете ќе му дозволам се за да не мора да расте во таква тортура како што јас сум растела, не им дозволуваме на децата, со тоа например воопшто не им правиме услуга. Токму ова беше тема на предавање што се одржа во Штип. По повод 15 мај, меѓународниот ден на семејството, општина Штип во соработка со Центарот за советување и помош на жени Лидија Срце Шточука организира едукативно предавање кое што е наменето за родители, воспитувачи, наставници од основните училишта, од средните училишта, од градинките, а темата на денешното едукативно предавање е одговорното родителство како предизвик на современото живење. Колку правилното воспитување е важно, станува јасно ако се земе предвид дека за последните 10 години малолетничката деликвенција пораснала за повеќе од 60%. Податок кој треба да се има предвид секогаш кога на детето ќе му се дозволи, народски кажано, да ви се качи на глава.